Денеска се одбележуваат 15 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор со кој се стави крај на воениот конфликт тогаш и се воспостави рамка за меѓуетнички соживот. Охридскиот договор, преговорите за негово подпишување почнаа во 2001 година во Скопје, продолжија во Охрид, каде што и завршија со парафирањето на овој договор на 10 август, а 3 дена подоцна на 13 август на денешен ден во председателска резиденција на Водно во 2001 година. Овој договор го подпишаа тогашниот председател на Република Македонија Борис Трајковски, тогашниот председател на ВМРО ДПМН и премиер Љупчо Ѓорѓиевски, како и тогашните председатели исто така на Социјалдемократскиот сојуз Бранко Црвенковски, на ПДП Имери Мери и на ДПА Арбен Џафери. Подписници на Охридскиот рамковен договор, да подсетиме, како гаранти тогаш беа и представниците на Европската унија и на САД Франсуа Леотари, Джеймс Пердју, како и Хавиер Солана, кој беше представник на Европската унија за надворешна и безбедносна политика. По повод подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, секретаријатот за спроведување на Охридскиот договор денеска на Попова шапка организира и тема и конференција за рамковниот договор, на кој што учествуваат и голем број политичари, амбасадори и други личности. Во однос на Охридскиот рамковен договор, експертите беа поделени пред 15 години и сега се поделени. За многумина тој беше неопходен, неговото подпишување беше неопходно, меѓутоа пак многумина сметаа дека беше непотребно, несоодветно и неефикасно. Имаше и многу и се уште има дебати за начинот на негово спроведување, меѓутоа според проценките можеме да заклучиме дека поголемиот дел од обврските од Охридскиот рамковен договор се исполнети. Она што е најбитно, се надмина тогашниот воен конфликт, воената криза, исто така и меѓуетничката криза. Етничките заедници добија поголеми права во Република Македонија, продолжија политичките договарања и понатаму. Сепак Република Македонија се уште се справува со голем број предизвици. Изминативе 2 години сме сведоци на актуелната политичка криза со која што се соочува земјата. Сега го имаме Пражинскиот договор и обврзувањето на политичките лидери на 20 јули дека ќе ги исполнат условите за спроведување на предвремени парламентарни избори, како што се најавува на 11 декември, со кој би се надминала оваа политичка криза. До тогаш течат роковите за сите работи кои што треба да се завршат. До крајот на месецов, до 31 август, лидерите на 4 најголеми политички партии во Република Македонија треба да остварат лидерска средба и да се договорат дека се исполнети условите за одржување на фери демократски предвремени парламентарни избори. Веќе тече, како што знаеме, и рокот за прочистување на избирачкиот список. Исто така треба да се дооформи ад-хок телото за контрола на медиумите со 5-тиот член, кој што според договорот треба да го изберат веќе постоечките 4 членови со консензус и треба да биде етнички албанец. Потоа ќе остане уште да се именува главниот и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис на предлог на Социјалдемократскиот сојуз и 100 дена пред изборите да се формира привремената влада за одржување на изборите.